Минатиот четврток, 27 април, ќе биде запаметен како крвавиот четврток, ден на институционална жалост, кога на варварски начин во собранието беа нападнати пратеници, новинари и административниот персонал и каде што се уништи се од страна на една група хулигани, кои влегоа внатре во собранието маскирани и бунтовни, но и организирани со елементи на терористички напад. Таму се загрози уставниот и безбедносниот ред, додека пред очите на полицијата, која требаше да одржи и обезбеди јавен ред, нападнат беше највисокиот државен орган. Во ова смисла, ние ја изразуваме нашата загриженост и жалост за тоа што се случи и истовремено го осудуваме овој грозоморен акт со пропорции на државен удар. Во ова прилика повторуваме дека надлежните државни институции не беа на должност и не презедоа соодветни мерки за да се спречи таквото насилство во собранието. Во ова прилика бараме од Министерството за внатрешни работи, со која раководи министер од редовите на ДУИ, од јавниот обвинител и од другите надлежни органи да не дозволуваат намерно да се минимизира расветлувањето на ова сценарио, но овој вандалски акт да го третираат со голема сериозност и причинителите да ја добијат заслужената казна. Во спротивно, ние, но и народот, ќе констатираме дека овие институции се заробени од страна на овие хулигани и нивните сценаристи. Движењето Беса, како и во минатото, повторно заклучува дека секој што се огрешил треба да одговара пред правдата. Од тие кои учествува во тој ужасен акт, се до инспираторите на ова група хулигани, казни кои се јасно предвидени со законодавството на Република Македонија. Сите треба да ја добијат заслужената казна. Бидејќи само преку спроведувањето на правдата се изразува почит кон тие што страдаа. Поради ова причина, го повикуваме јавниот обвинител да рефлектира и да почнува со професионална истрага на овој случај и да не стане жртва на влијанието на политичките партии на кои им служел досега. Исто така, го повикуваме Министерството за внатрешни работи, односно надлежниот министер, да почне со санкционирање на полициските службеници кои им помогнаа на бандите со хулигани, било со логистичка поддршка или со нивно учество во терористичкиот напад врз избраните пратеници или врз новинарите. Движењето Беса, односно нејзината парламентарна група, исто така ќе поднесе барање и до новоизбраниот претседател на Собранието на Република Македонија, кој е веќе и меѓународно прифатен, во првата седница да формира истражна комисија во Собранието, која ќе ја открива целата вистина со тоа што се случи на 27 април и врз таа основа да се превземат неопходните мерки за сите оние кои беа вклучени во овој случај. Без да се решава овој случај, Македонија нема да биде безбедна и ќе биде тешко да се создадат услови за владење на законот, правдата и безбедноста. И иднината на Македонија е во наши раце.